Почитувани присутни, денеска ќе зборуваме за загадувањето, поточно за влијанието на сообраќајот во загадувањето во градот Скопје. Значи, сообраќајот е еден од поголемите загадувачи во градот Скопје и затоа во изминатиот период, како градоначелник на град Скопје заедно со стручните служби со администрацијата, работевме на намалувањето на влијанието на сообраќајот во загадувањето на град Скопје. Една од мерките која што допринесе за намалување на тоа загадување во оваа област секако е набавката на 310 нови автобуси за градскиот јавен превоз, кој што допринесе за намалувањето на загадувањето во градот Скопје. Исто така и пробивањето на големиот број на булевари по кои што се движат овие автобуси, како и друг сет на мерки. Меѓутоа, денешниот прес се да најавам неколку проекти од мојата изборна програма за 2017-2021 година. При тоа ќе набројам 3 проекти кои што сметаме дека ќе влијат на намалувањето на загадувањето. Значи, прво е набавка на 20 нови електрични дупли автобуси за јавното сообраќајно претпријатие, автобуси кои што ќе овозможат да се намали загадувањето во градот Скопје. Покрај тоа, на приватните превозници, кои што исто така се интегрирани сега во јавниот сообраќајен превоз, ќе им овозможиме субвенција од по 10.000 евра за секој автобус кој што ќе го пренаменат на друго поеколошко гориво, како на пример на газ, или пак набават нов автобус или друг автобус со Евро 5 или Евро 6 стандард. И третата мерка се однесува на таксистите. За нив имаме предвидено субвенција по минимум 3.000 евра по возило за набавка на нови електрични такси возила. А сите овие возила, значи и автобусите, приватните, и автобусите на јавното сообраќајно претпријатие, и таксистите се секојдневно, значи, на улиците во градот Скопје и сигурно дека многу влијаат на загадувањето во градот Скопје. Затоа ние ги предвидовме овие 3 мерки кои што ќе допринесат со сигурност на намалувањето на степенот на загадување на градот Скопје. Се надевам дека тие и ќе бидат реализирани.